ВМРО ДПМН и коалицијата што ја предводи е комодна, има огромно мнозинство во парламентот, а на локалните избори освои 80% од градоначалничките места, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Истакна дека реконструкција на владата засега ќе нема, а испразнетите ресори со кои раководеше вице-премиерот и министар за животна средина и просторно планирање Изет Меджити ќе бидат пополнети, зашто последниот збор ќе го даде тој како мандатар. Во однос на информациите дека по заминувањето на Меджити како градоначалник на општина Чаир, коалицијскиот партнер Вреди го предложил Беким Сали за прв вице-премиер и оти за министер за животна средина и просторно планирање ќе биде назначен друг. Мицкоски вели дека тоа е одлука на коалицијскиот партнер и оти не значи дека ќе има место повеќе во владиниот кабинет. Во однос на прашањето за реконструкција на владата, премиерот посочи дека се фокусирани на редовниот партиски конгрес, што ќе се одржи на 6 декември во Кавадарци. Нормално формирање на партиската структура, извршниот комитет, општинските комитети и другите структури кои што се во рамките на партијата. Во меѓувреме, додека сето тоа трае, ќе размислуваме за одредени кадровски поместувања во рамките на владата. Подготвен сум со секој да разговарам. Апсолутно нема никаква дилема во рамки на коалицијата. Но се разбира, мандатар сум јас, така што нормално е дека последниот збор како мандатар на владата ќе го имам јас, подвлече Мицкоски. Министерката за образование и наука Весна Јаневска изјави дека ќе ја почитува секоја одлука на премиерот Христијан Мицкоски, доколку има реконструкција на владата и биде сменета од ресорот што го предводи. На новинарско прашање дали ако има реконструкција таа ќе остане во ресорот образование и наука или ќе раководи со друг ресор, Јаневска одговори дека одлуката за сите предлози за членови во владата ја носи премиерот заедно со партиските органи. Како што рече, премиерот го носи најголемиот товар за промените во државава, има право да одлучува за министрите. На ова прашање неколку пати сум одговорила и пак ќе повторам. Земјава има премиер кој го носи на својот грб најголемиот товар за позитивните промени кои се случуваат и допрва треба да се случат во Македонија. Од тука полно негово право е заедно со органите на партијата да одлучува кого ќе предложи како влада или кого ќе предложи како министер пред парламентот. Секоја негова одлука апсолутно ќе ја испочитувам, рече Јаневска одговарајќи на новинарски прашања пред отворањето на конференцијата. Науката како патоказ во време на промени. Соединетите Американски држави им представија на своите партнери во Советот за безбедност на Обединетите нации нацрт резолуција со која се обидуваат да го поддржат мировниот план на претседателот Доналд Трамп за Газа, кој вклучува распоредување на меѓународни стабилизацијски сили, соопшти американската мисија во Обединетите нации. Амбасадорот на САД во Обединетите нации Майкл Валц ги собра 10 членки на Советот за безбедност и неколку регионални партнери – Египет, Катар, Обединетите арапски емирати, Саудиска Арабија и Турција, за да разговараат за нацрт резолуцијата. Портпаролот на американската мисија рече дека Вашингтон покажува регионална поддршка за предложениот текст. Иако датумот за гласање се уште не е одреден, нацрт резолуцијата го поздравува формирањето на мировен совет со кој претседава Трамп, кој ќе ја надгледува преодната влада во Газа. Неколку земји, вклучувајќи ја и Индонезија, веќе изразија подготвеност да учествуваат во силите, но инсистираат на мандат од Советот за безбедност на Обединетите нации пред да испратат трупи на палестинска територија, изјавија дипломатски извори. Партијата ГЕРБ во Бугарија планира да предложи закон што ќе му овозможи на специјален администратор да ја спроведе продажбата на рафинеријата на Лукойл во Бургас, најголемиот објект за преработка на нафта во земјата. Иницијативата доаѓа во време кога САД и Велика Британија воведоа нови санкции против руските нафтени компании, вклучувајќи го и Лукойл поради војната во Украина. Законот, како што објавија бугарските медиуми, ќе му овозможи на специјалниот администратор да го преземе надзорот врз рафинеријата во Бургас и да донесува одлуки за продажбата без право на рускиот собственик да ја блокира одлуката, да ја оспори или да влијае на процесот, што би овозможило промена на собственичката структура на рафинеријата и зачувување на незиното работење според новите услови на меѓународните санкции. Лидерот на ГЕРБ и поранешен премиер Бојко Борисов изјави дека постои логика во ова решение и најави дека нацрт законот ќе биде доставен до парламентот. Рафинеријата во Бургас со капацитет од околу 190.000 барели дневно е од стратешко значење за снабдувањето на Бугарија и делови од регионот.
Владата на Софија објави дека е во постојан контакт со американските институции за да може работењето на рафинеријата да продолжи и покрај санкциите. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, пообилни во северозападните и северните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Под влијание на серија влажни воздушни бранови од денес во вечерните часови до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат поројни и пообилни во текот на 24 часа. Се очекува да наврне поголема количина дожд.